И мене ми е драго што денеска повторно сме во овој регион и во овој крај на нашата убава земја. Ова е уште една потврда дека владата на Република Северна Македонија и во новиот 4-годишен мандат ќе стави силен акцент и силен фокус на развојот на инфраструктурата и на враќањето на животот во руралните средини. Да повторам, нешто што многу пати сум го кажал, за жал ова беше регион кој што беше целосно заборавен и изолиран и запоставен од страна на институциите и од страна на државата. И тоа траеше повеќе од една деценија. Граѓаните од тука плаќаат даноци и тие затоа заслужуваат, како и сите други во сите региони, да имаат внимание, да имаат добра инфраструктура, да се инвестира во развој на овие рурални средини и да навистина со сите мерки и политики правиме се да ги задржиме луѓето тука и да ја олесниме комуникацијата со градските средини, но и со општината и со останатите општини. За таа цел, во претходниот мандат ставивме силен акцент и се боревме за сите проекти кои што значат за овој регион. Денеска тука разговараме за неколку проекти кои што се финиширани веќе преку програмата за рурален развој, имплементирана преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Вклучително и локалните патишта кои што ги напомена градоначалникот, но особено ми е драго што еви патот до манастирскиот комплекс е комплетиран. Многу други проекти преку програмата за рурален развој беа финансирани токму во овој регион и во општина Крива Паланка, и тоа ја потврдува добрата соработка на општината со централната власт. Меѓутоа, овде, како што беше напоменато, се реализира и проекти на реконструкција на регионални патишта и рехабилитација на регионални патишта, за жал повторно после 4 или 5 децени. Чекаа граѓаните, жителите од овој регион и од овој крај во овие 2 години да преку програмата на владата, преку програмите на јавното претпријатие за државни патишта, вклучително и Македонија пат, кои што се ангажирани во овој дел, да во овие 2 години над 2 милиони евра само бидат инвестирани во регионалните патишта кои што беа целосно запоставени. Ме радува што денеска сме сведоци не на зборови, туку на дела, кои што за некои од жителите и за луѓето кои што се враќаат во овие краишта со неверување зборуваат дека ова е можно, заради тоа што вербата и довербата во институциите, во системот, во владата беше изгубена, и затоа ние имаме обврска и должност да продолжиме со нашата борба за крупни и значајни проекти за овој регион. Особено ме радува што засилува изградбата, односно реконструкцијата на државниот пат Крива Паланка Деве Баир, каде што ќе се реконструираат повеќе мостови, каде што се инвестира во третата лента, односно имаме засилени активности на терен, токму и во рамки на овој проект. Продолжува изградбата на експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка со сите слабости во претходниот период, со сите проблеми и предизвици со кои што бевме соочени. Верувам и очекувам дека со поддршка на новиот министер за транспорт, кој што добро и го познава регионот и проблемите, но и предизвиците со кои што жителите се соочуваат тука, навистина ќе даде силна поддршка и нов импулс во развојот и во поддршката на сите овие инфраструктурни проекти кои што значат и кои што после повеќе децении ги поврзуваат регионите, го поврзуваат овој запоставен регион со Скопје, со останатите предели, меѓутоа и става силен акцент на коридорите кои што значат исто така за овој регион и се поврзување на Република Северна Македонија со Бугарија. Дали станува за коридорот 8 во делот на железничкото поврзување, дали станува збор за новата поддршка која што стигна пред само 2 недели од еврокомисарот Вархеј, директно на седница на влада, директно на парламент, да бидат споменати токму најголемите капитални проекти кои што се битни за овој регион, како стратешки цели и на Европската унија, но и на нашата земја. Затоа сметам и сакам да подвлечам дека нашата поддршка, мојата поддршка сега од позиција на потпредседател на владата, задолжен за одржлив развој, човечки ресурси и борба против корупцијата и криминалот, со несмалено темпо ќе продолжам да давам поддршка на министерствата,
на општината, на локалната самоуправа, да преку сите можни начини, проекти, програми и инструменти кои што ни стојат на располагање во рамки на буџетот, да сериозни финансиски средства се издвојуваат за поддршка на овој регион. Овој регион беше запоставуван многу време и дојде време во кое што заслужи да биде во центарот на вниманието, би се рекло, односно да овие граѓани жители тука навистина ја осетат грижата од државата. А таа е пред се и преку другите програми, но и преку инфраструктурните проекти, преку програмата на Агенцијата за земјоделие, преку Министерството за транспорти и врски и на секој еден можен начин навистина сме обврзани и должни да дадеме поддршка на сите овие крупни значени проекти за овој регион. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Крива Паланка и на целиот регион, почитуван вице-премиер, градоначалник, директор. Денеска сме овде во овој регион навистина да укажеме на значењето на овој регион за целата влада, но и на тоа дека овој регион, Крива Паланка, секако повеќе не е слепо црево, во кое што нема инвестиции во инфраструктурата со години и децении. Се уверив денеска и по патот доаѓајќи наваму дека се гради насекаде околу Крива Паланка, околу 110 километри патишта се градат и рехабилитираат во овој момент околу Крива Паланка, а се инвестираат над 87 милиони евра во изградба и рехабилитација на патната инфраструктура во овој регион. Што значи дека третата лента и реконструкцијата на сите мостови, на сите спорни проблематични точки на патот од Крива Паланка кон границата со Бугарија веќе земаат замав. Експресниот пат кој што е поделен на две фази од Ранковце до Крива Паланка исто така и постоечкиот пат кој што се рехабилитира во моментот од Куманово кон Страцин се клучните и најважни проекти за кои што навистина се потроши многу енергија, многу време, а продолжуваме и понатаму со силно темпо и со силна динамика. Овој пат овде исто така многу значаен, апелирано беше од страна на градоначалникот дека е потребно заради тоа што води кон граничен премин со соседна Србија и многу значаен за сите жители кои што гравитираат кон овој период. Многу години не рехабилитиран, сега преку јавното претпријатие Македонија пат се работи на рехабилитација. За мене е многу значајно дека овде доаѓаме не само пред избори, не само да разговараме за луѓето за гласање, овде доаѓаме и после избори, заедно со целата оваа механизација и да работиме и да увидат и граѓаните дека сме овде за нивните потреби, дека нашето присуство во владата, нашата работа е целосно насочена и фокусирана кон интересот на граѓаните. Сакам уште еднаш да упатам еден апел до сите граѓани на овој регион, но и на државата, дека фокусот на државата и во ова време на пандемија останува во капиталните инвестиции и во изградба на инфраструктурата. Ги отклонуваме сите слабости, секаде каде што се имаат проблеми работиме напорно на отклонување на пречките во проектните документации, за да изведувачите непречено влезат и продолжат со работа. Сите овие мерки кои што ги донесе владата од четвртиот пакет за поддршка и помош на граѓаните во овој период не ги загрозуваат капиталните инвестиции, туку тие продолжуваат со засилено темпо и динамика. Така што очекувам и во наредниот период да се гледаме заедно со вас за вакви убави проекти кои што значат живот за граѓаните овде, да останат овде и како што видовме веќе примери луѓе кои што се враќаат од останатите околни земји да живеат овде заради тоа што навистина и природата, но и овој регион нудат многу за нашите граѓани. Ви благодарам. Почитуван вице-премиер, почитуван министр, почитуван градоначалник, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Крива Паланка. Крива Паланка како општина преку програмата за рурален развој искористи можноста и реализираше 4 проекти, од кои што носител на 3 проекти е самата општина, а 4тиот проект е добар пример на партнерски однос меѓу Центарот за развој на Североисточниот регион и самата општина, така да во општината Крива Паланка преку програмата за рурален развој доделен е вкупен грант од 43 милиони денари, на кој што општината го плаќа ДДВ-то и, како што кажа градоначалникот, вкупната инвестиција е од 50 милиони денари, со тоа што овие 43 милиони денари денеска сме сведоци дека навистина се рационално искористени, дека програмата за рурален развој која имплементира агенцијата обезбедува еднаков равномерен регионален развој на сите региони во државата. Со ова, токму во општината Крива Паланка, овозможуваме
преку овие проекти развој на руралниот туризам, меѓутоа исто така и развој на манастирскиот туризам, бидејќи еден од проектите беше и реконструкција на патниот правец до манастирот Свети Јоаким Осоговски. Со тоа овозможуваме младите луѓе, овозможуваме локалната заедница и општината да придонесат за развој на малите и средни бизниси во државата, а со тоа луѓето да ни останат во државата, да го немаме тој поранешен тренд на иселување од државата, а владата на Република Северна Македонија понатаму преку програмите кои што стојат на располагање ќе обезбедиме и нови средства за капитални инвестиции, бидејќи токму денес сме сведоци колку тие средства и тие проекти значаат за локалните заедници. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Особена чест и задоволство ми е што денеска, како мои гости, во обиколка на градежните активности кои што се случуваат веќе полувременски период во регионот на Крива Паланка и околината, ги имам вице-премиерот, господинот Љупчо Николовски, почитуваниот министер за транспорт и врски Благојче Бочварски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, господинот Николче Бабовски. Поводот за денешната посета е финиширањето на градежните активности на регионалниот патен правец R22 50, кој што ја поврзува Крива Паланка со граничниот премин Голеш и општина Босилеград, Република Србија. Но ова е само дел од оние инвестиции кои што се случуваа во изминатиот период. Купната инвестиција која што оваа година Крива Паланка ја доби преку јавното претпријатие за државни патишта е околу 50 милиони денари, затоа што само овој патен правец чини околу 27 милиони денари и плюс дополнителни 21 милион денари кои што беа инвестирани на патниот правец кон село Огут, односно граничниот премин кон Република Србија и општина Трговиште. Благодарение на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој во 3 патни правци, и тоа во Голема Црцорија, во Трново и во село Конопница, се инвестирани дополнителни околу 50 милиони денари. Ова е потврда на заложбите, не само на владата на Република Северна Македонија, туку и на општината, дека руралните средини се наш потенцијал за развој и ние мораме да обрнеме поголемо внимание во текот на следниот период. Во исто време, сакам да ја потенцирам добрата соработка со владата, со вице-премиерот, затоа што овие инвестиции кои што се случуваат на ниво на Крива Паланка не се случиле во изминатите 40 до 50 години. Тоа е пример како треба да функционира линкот локална самоуправа влада. Се надевам дека идната година, иако во услови на пандемија, ќе продолжиме со овие инвестиции и ќе направиме многу попристојни и поприфатливи места за живење не само во Крива Паланка, туку и во незината непосредна околина. Ви благодарам.